Српско-руската фирма за мебел Нефа Мебел завчера без најава ги затвори сите продавници во земјава, а стотици купувачи без можност да ги добијат одма предплатените нарачки. Во Македонија компанијата има продавници во Скопје, Велес, Гостивар, Прилеп, Битола, Тетово, но и во Струмица, кои од завчера сите одеднаш се затвориле, а купувачите велат дека продавачите кои биле внатре не можеле да им дадат информации како да ги добијат нарачките. Српско-руската фирма Нефа Мебел без било каква најава ги затвори продавниците за мебел во Македонија, меѓу кои и продавницата за мебел во новата стоковна куќа во Струмица. На социјалните мрежи струмичани реагираат бидејќи нарачиле и платиле мебел, но сега нема каде да се обратат за да го добијат. Неофицијално, десетици струмичани останаа без платените нарачки мебел, меѓу нив и Роксана Петковска-Божинова. Таа денеска проверуваше дали е вистина дека продавницата на Нефа Мебел во Струмица е затворена. Нарачила и платила мебел уште од март. Од крајот на март имаме нарачено гарнитура 20.000, платена во готово, со договор со се. Договорот за испорака беше 30 работни дена. Чекавме, ама еве денес се слушнав на веста и дојдов да видам што се случува и очекувано. И така, не знам, искрено не знам. Така? Ќе видиме. Имаме договор, сега се надеваме дека чено намерно дојдов за да видам со Дукинот, звоневме на сите броеви што ги имаме. Сите броеви се недостапни, не постојат броевите, мислам катастрофа. Српските медиуми објавија дека руската Спилит, која го произведува мебелот, а го продава Нефа, пред 3 дена преку ноќ побегнале од Врање, Србија и оставиле долгови од околу 300 работници без работа, заради што во неизвестност се купувачите во Србија и Македонија, каде оваа компанија има своја трговска мрежа.